Традициите на Руската дипломатска школа и Московски записи се двете книги кои викендов во Виница ги промовираше Драган Јањатов. Роден, но доста успешен виничанец кој зад себе има богата кариера во меѓународната политика, меѓу другото и советник и амбасадор на Македонија во Руската федерација, еден од блиските соработници на бившиот сега покоен председател Киро Глигоров. Низ истражувачко-публицистичка форма и хронолошки пристап, Јањатов прави пресек на најзначајните настани, имиња и појави од богатата повеќевековна историска традиција на руската дипломатија со аспекти на македонското национално прашање во периодот од крајот на 19-тиот и текот на 20-тиот век. Издавањето на овие две книги се совпаѓа со 20 годишнината од признавањето на Руската федерација на Република Македонија под уставното име. Тоа се случи на 5 август 1992 година. По стек на околностите јас бев лично учествував во лобирањето и презентацијата пред руската јавност и пред руското раководство за тоа дека Македонија треба да биде признаена под незиното уставно име и дека треба да биде самостојна и независна Македонија. Затоа пишувам во книгата, а затоа ќе се зборува и при прославата на јубилејот во месец август и се надевам дека вистината што Русија меѓу првите 5 земји ја призна Македонија е факт што зборува повеќе од се. Една земја која пред се е голема сила, второ членка на Советот за безбедност и чинот на признавањето од руска страна значеше многу. На наше прашање како од дипломатска перспектива ги толкува актуелните меѓународни случувања во контекст на решавање на проблемите со името, Јањатов оптимистички го надзира решението. Нашиот став треба да се гради на внатрешен консензус. Мислам дека политичките партии во Македонија треба да изградат консензус. Консензус во кој ќе нема место за референдум за името. Тоа е апсолутно погрешно. Зошто јас да кажувам дека сум тоа што сум? Референдумот е контрапродуктивен во таа смисла. И мислам дека решението треба да се бара во рамките на Обединетите нации. Дали со ново барање, дали со нова некоја меѓународна иницијатива, бидејќи веќе се повеќе и повеќе расте поддршката за Македонија. Гледате од секојдневните изјави на странски политичари кои во изјавите стојат за тоа дека тоа прашање е непродуктивно и ирационално. Осврт кон неговите дела даде Олга Панкиња, славист, македонист и преведувач, а за животот и делото на Јањатов зборуваше Славко Данев, како организатор на овој настан. Инаку Јањатов, со респект кон своите соученици и сограѓани од Виница, донираше и повеќе книги за Домот на културата Тошо Арсов, зашто градоначалникот Дончев и лично му врати